Успешните жени се оние кои ги уриваат стереотипите дека токму мажите се оние кои што секогаш се на врвот. Доказ и пример за тоа е Анета Пешева, посветена деловна жена со своја визија. Со цврсти чекори таа е на патот кон успехот. Со неа разговараше Лидија Чакар. Успешните луѓе, милионерите, кариеристите не станале тоа што се случајно. Секој од нив имал некоја визија кон што се стреми, што сака да постигне и како да го постигне тоа. И кога ќе кажеш успех, тоа подразбира првата мисла да ви биде самоуверен маж кој вртоглаво се качува кон врвот. Но жените ги уриваат ваквите стереотипи. И тие знаат многу добро што сакаат и како да го постигнат тоа. И Анета Пешева е една таква успешна жена. Длабоко посветена деловна жена, која многу повеќе ја користи педалата за газ отколку кочницата. Работи вредно и посветено и не се плаши од предизвици. Јас немам нека прецизна дефиниција за успех, но според мене успешна жена е таа која што ја сака и со задоволство ја работи својата професија. Тоа значи без разлика во која професија е, дали е тоа уметничка, дали е директорка, дали е келнерка, дали е домакинка. Ако го работите тоа со задоволство, јас мислам дека сте успешни. Што е всушност потребно да сте врвен експерт во својата област? Знаете како? Да сте врвен експерт, тоа не можете да го работите континуирано во целиот свој живот. Врвен експерт можете да бидете во еден период од вашиот живот, па потоа да го одржувате континуитетот. Особено во мојата професија, значи во компјутерските науки, тоа е многу тешко, бидејќи секогаш ќе се појават некои нови клинци кои што и размислуваат брзо, и имаат нови идеи, така да најважно е да се задржи континуитетот. А ако ме прашувате како може да се постигне врвниот успех, сепак тука треба да имате малку среќа и да се најдете во право време на право место, како тоа што се случи со мене. А што е клучно според вас за успех? Па јас мислам дека клучно за успехот е упорноста. Треба да верувате во себе. Значи, секој кој што има само доверба може да успее. Јас имам една формула во која што викам, ако сакаш, ќе успееш. Значи, треба трудолюбивост и треба да верувате сигурно во тоа што сакате да го постигнете. Воопшто не треба да се воопшто не треба стереотипите да ве победат. Него треба да работите да бидете свој и да работите и да го фатите својот пат и да го одите. Тешко ли е да се биде успешна жена во денешниот, да го наречам, машки свет? Ние жените сме тие кои што можеме да се наметнеме и кои што се наметнуваме толку колку што сакаме. Знаете, сепак нашето општество нема такво пореметување во однос на родовите прашања. Родовата неравноправност не е толку клучна во нашето општество. Мислам дека повеќе се работи да тоа колку жените сакаат да се вклучат во процесите. Колку вие сакате да се вклучите во процесите? Па јас не знам, јас веќе мислам дека сум вклучена во процесите заради тоа што сум постигнала тоа што сум сакала во мојот живот. Јас во општеството сум допринела навистина во мојата професија во едно клучно време, во едно време кога сме направиле некои новитети, сме донеле интернет први во Македонија, сме направиле првите чекори во IT техниката, во софтверски решенија, така да мислам дека секој човек треба да е вклучен толку колку што сака и колку што може, значи да постигне за своето општество. Не мора секој да е во политика за да постигне нешто добро за општеството. Клучно за успехот е да го работите тоа што го сакате, без разлика во која професија сте. Велат, за секој успешен маж стои жена, а за успешната жена кој стои? Јас не би сакала никој зад никого да стои. Јас мислам дека бракот и било која заедница е заедница на две индивидуи кои што треба паралелно и да се поддржуваат и да можат заедно да одат низ животот.
Секој заеднички треба да си ја постигна целта. Не мислам дека треба некој зад некого да стои. Знаете, тоа е, мислам дека паралелен систем во кој што треба двајца да живеат. Ова во контекст зашто имаше една мисла, ако зад успешен маж стои успешна жена, зад успешната жена тогаш стои мајка што ги чува децата. Па не знам, знаете, децата, тоа е релативна работа. Тоа е децата се во еден период. Децата последе, како во мојот случај, веќе се големи, си отишле, они не се ни тука, во надвор се во странство. Во контекст на збиднувањата во општествениот живот, сметате ли дека доволен број жени се на раководни позиции? Во смисла на директорски позиции, на министерски, на државнички? Мислам дека не се. Јас мислам дека не се доволно број на жени на функции и истото тоа ќе го повторам дека мислам дека жените самите треба да ја превземат таа улога и треба сами да го решат тоа, дека сакаат тоа да го направат. Не е дека ние немаме некакви си закони за тоа или дека некој нас не, да кажеме, задржува да не влеземе во политика или се, но сепак жените сами тоа треба да го решат и мислам дека ќе дојде време за тоа, навистина заради тоа што премалку жени се во политиката. Тоа е сигурно, мислам тоа веќе се чувствува и се гледа. Успешната жена е скромна и решителна. Едноставноста е нејзината најголема мудрост, а одлучноста клуч за успехот и победата.